Благодарам, председателке. Почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност, денеска продолжуваме со деветото предложение на седницата на Комисијата за избори и именувања, отпочната од мај 2021 година, значи година и 2-3 месеци, за со точка на дневен ред избор на судии во Уставен суд на Република Македонија. Избор на судии во еден суд кој што ја штити уставноста и законитоста во Република Македонија и избор на судии и орган кој што се грижи буквално за се што е уставно и законито во државата. Овој Уставен суд е подлог временски период без доволниот број на судии. Во изминатиот период имаше неколку отворени писма и барања за продолжување на седницата. За жал на погрешна адреса адресирани кон опозицијата, меѓутоа можете да видите дека година и неколку месеци власта изборот на овие судии не го прави. Почнавме со работа по однос на предлозите кандидати за уставни судии на Уставниот суд во Република Македонија. Јас и на вториот продолжеток на оваа комисија дадов одредени забелешки и мои видувања. Знам дека законското решение е такво како што е, меѓутоа ќе мора да се потрудиме сите во наредниот период да поработиме на оваа проблематика, затоа што ова што тука се случува, зборуваме на највисокиот суд во државата, и начинот на кој што се бираат уставни судии од овој избор, од овие година и 2 месеци, се види дека представува еден лош начин и постапка на избор на судии, затоа што така е пропишено, меѓутоа мораме доколку сакаме навистина државата да го добие приматот и да биде на ниво на кое што треба да биде, да почнеме со одредени измени, а тоа е овие измени за кои што сакам да зборувам. Предходниот кандидат за предлог, кандидат за уставен судија, Татјана Васич Бозаџиевска, помина со 7 гласа за и 5 против, иако вчера на самата комисијска расправа голем дел од пратениците кои што денеска гласаа за не присуствуваа и не можеа да ги слушнат аргументите за и против изборот на овој кандидат, од што очигледно ми дава за право да кажам дека владеачкото мнозинство веќе има своја листа на кандидати за судии во Уставниот суд за пополнување на испразнетите места. Она што представува проблем, и јас го гледам како еден голем проблем, е тоа што денеска, место да зборуваме за одредени кандидати за предлози за уставни судии, добро би било во наредниот период да ги повикаме тие уставни суди, кандидати за уставни судии сами да се презентираат пред пратениците како би имале можност да ги видиме, да се испрезентираат, па и да поставиме одредено прашање, затоа што ние имаме добра пракса на избор на членови на Државната комисија за спречување на корупција, во која што можевме да увидиме како со евалуација, со самопредставување и со поставување на прашања дојдовме до избор на една одредена комисија. За жал на највисокиот уставен судија, на највисокиот суд во државата останува единствено условот да судиите се избираат од редот на истакнати правници. Што е истакнати правници? Еве, јас многу време прашувам, уште немам добиено одговор на тоа прашање и останува значи забелешката дека во наредниот период сите заедно ќе треба да работиме на оваа проблематика за отстранување на овој недостаток во законот и начинот на пријавување и избор, односно процедура за избор на пратеници. Дополнително, уште една забелешка на сето ова е што од самиот почеток, согласно постоечкото законско решение, ние му даваме партиски признак на изборот на уставни судии, орган или
сфера за која што сите викаме дека треба да биде независно, за која што сите викаме дека треба да бидат раците на политиката настрано, а на крајот на денот постоечкото законско решение единствено дава право да пратениците предлагаат кандидати за уставни судии, со што сакајки или не сакајки, не почнати или не влезени во процедурата, ние дел од кандидатите ги обојуваме со одредени партиски бои, што не е во ред и мислам дека и тука треба да размислиме за наредниот период, а тоа е да има само пријавување на кандидати на одреден оглас, после кое пријавување, значи одредена комисија ќе ги провери документите, исполнуваат услови или не исполнуваат, само представување, да се представат пред полна сала пратеници од власти и од опозицијата, да ги кажат своето CV, својата биографија и својот животен пат и тие да бидат изгласани, односно утврдена листа која што ќе оди на пленарна седница за која што ќе разговараме. Само на тој начин мислам дека можеме да дојдеме до сепарација на квалитетот од политички наметнатите кандидати. Само на тој начин ќе можеме да тргнеме политиката од судството, за кое што во моментот сведоци сте и вие, а и јавните испитувања на мислењето дека 92% од граѓаните не веруваат во судството. По одлуката и начинот на избор на председателот на Уставниот суд, по одлуката и начинот на пополнувањето на празните места на Уставниот суд, не оставаме слика дека овој Уставен суд ќе биде автономен во орган кој што ќе ја штити уставноста и законитоста во нашата држава. Да се вратам на предлогот за судија на Уставниот суд во Република Македонија. Доктор Тодор Витларов е истакнат судија, обвинител, кој што доаѓа од обвинителството во Штип. Во однос на биографските податоци можам да кажам дека доктор Витларов е роден 1958 година и целата своја професионална кариера ја извршува во Штипскиот суд или во Штипското обвинителство. По завршување на средно образование 76 година запишан на правен факултет, каде што дипломира 81 година. Од 82 година работи како стручен соработник во тогашното окружно јавно обвинителство. 84 година именуван за заменик на основниот јавен обвинител во Штип, која функција ја извршува до 97 година или 13 годишна кариера на заменик на основниот јавен обвинител во Штип. Од 1.4.97 година именуван, односно зголемување на кариерата во виш јавен обвинител во Штип, на која што функција е реизбран во 2003 година и ја извршува се до месец август 2008 година. Или вкупно заменик или виш јавен обвинител во период од 24 години. Зборувам од 84 година до 2008 година, период од 24 години во кој што кандидатот за уставен судија доктор Тодор Витларов ја вршел оваа функција. Што значат 24 години во судството? Сведоци сте сите затоа што новоименуваните суди и обвинители во нашава држава имаат некој брз скок во кариерата, меѓутоа и брз залез и сумнителни залези на кариерата. Не зборувам за сите суди и обвинители, меѓутоа за новоименуваните тоа е некој префикс и за најголем дел од нив секако не би сакал да ги обвинувам сите во овој дел. Во 2008 година, се извинувам, Тодор Витларов е избран за член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, од редот на јавните обвинители, функција која што извршувал до 2011 година, односно 3 години член на Советот на јавни обвинители. Во периодот од 2011 година до 2013 година ја извршува функцијата јавен обвинител во Висшето јавно обвинителство во Штип, а од декември 2013 година избран за виш јавен обвинител на Висшето јавно обвинителство во Штип, која што функција извршува до денес, односно 10 години, период во кој што се сменија повеќе политички, да речем, гарнитури
и период во кој што овој кандидат за уставен судија очигледно штом останува нова позиција, а и цело време континуирано има напредок во кариерата, очигледно работата ја извршува како што треба. Дополнително, кандидатот за уставен судија има и академска надоградба на својата кариера. 89 година запишува постдипломски студии на катедрата за казнено право и криминологија на Правниот факултет во Скопје. 99 година го брани магистерскиот труд на тема јавно обвинителство во правниот систем на Македонија. 2006 година на Правниот факултет во Скопје ја брани докторската дисертација на тема правната заштита од корупција и се стекнува со академско звање доктор на правни науки. Во 2008 година избран за насловен доцент, а потоа во 2005 година за насловен вореден професор, а реизбран во 2018 година на катедрата за казнено право при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, каде што држи настава по предметот применето казнено право. Од ова се гледа дека покрај професионалната кариера во судството, кандидатот за уставен судија доктор Витларов ја напоредно ја тера и академската кариера, со што своето знаење практично и теоретско го пренесува и на студентите на Универзитетот Гоце Делчев, искуство од кое што би требало да црпат сите, а и ние како држава и како пратеници би требало да го искористиме тоа негово знаење и во наредниот период, имајќи во предвид дека се работи за 40 годишна кариера, да размислиме, да поминеме над партиските интереси и да на крај на денот ставиме еден авторитативен човек кој што ќе може да даде подршка во Уставниот суд, штитејќи го Уставот и законите во државата во интерес на сите граѓани. Дополнително, во периодот од 1999 до 2001 година председател на Сдруженијето на јавни обвинители на Македонија, член на извршниот одбор на Сдруженијето на казнено право и криминологија, како и председател на собранието на ова здружение. Член на еволуциониот тим на Република Македонија во групата на земји членки на Советот на Европа во борба против корупцијата ГРЕКО, активно вклучен во работните групи на Министерството за правда за изготвување на измени и дополнување на Казнениот законник, на новиот закон за кривична постапка, Законот за јавното обвинителство, Законот за Советот на јавните обвинители. Се наоѓа на листата на опсена домашни експерти од областа на казнено право, во кое што својство учествува во изготвување на анализи, држење на едукации и посебно во областа на материјалното процесно казнено право. Вклучен во активноста како постојан едукатор на Академијата за обука на суди и јавни обвинители од почетната и континуираната обука. Во организација на програмата ОБДАТ при Амбасадата на Соединетите Американски држави има завршена обука НИТА за акузаторна постапка. Во организација на ова програма ангажиран како едукатор за новиот закон за кривична постапка, како и теми од областа за зајакнување на капацитетите на правосудните органи во борба против корупцијата. Во 2017 назначен за член на Етичкиот совет на јавните обвинители во Република Македонија и избран за председател на Етичкиот совет на јавните обвинители, а во моментот член на тој Етички совет за јавни обвинители. Објавено повеќе стручни трудови од областа на казнено-процесните и материјалните права во македонската ревизија, коавтор на коментарот на Законот за кривична постапка, издаден во 2018 година од страна на ОПСЕ. Во мај 2019 избран за председател на Сдруженијето на јавни обвинители во Република Македонија. Во мај 2019 година избран за член на извршниот одбор на Сдруженијето за кривично право и криминологија. Од месец септември 2021 година член на дисциплинска комисија за утврдување на одговорност на јавните обвинители во вршењето на јавно-обвинителската функција. Објавени безброј книги и стручни трудови, кои што во интерес на времето не би сакал да го трошам времето, меѓутоа се работи за сериозна бројка и сериозен импресум на овој кандидат за уставен судија. Колеги пратеници, посебно колеги од власта, затоа што очигледно дека не е битно сивито, биографијата, животното и теоретското, па и практичното искуство
на одредени кандидати за уставни судии. Сметам дека сите на самиот почеток треба да знаеме дека овој состав на судии, составот на Уставниот суд е составен од 9 судии избрани од Собранието на Република Македонија. Мандатот на овие судии е 9 години и ние решаваме за наредните 9 години за функционирањето на овој суд. Грешката која што би можеле да ја направиме денеска ќе се одрази и по една декада, затоа треба да бидеме внимателни во изборот и поставувањето на уставните судии. Уставниот суд, знаете дека ги има надлежностите да одлучува за согласноста на законите со Уставот, одлучува за согласноста на други прописи и колективни договори со Уставот и законите, ги штити она што е најбитно, правата и слободите на човекот и граѓаните што се однесуваат до слобода на уверување, совеста, мислата на јавното изразување на мислата, политичкото здружување и действување и забрана и дискриминација на граѓани по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност. Решава за судирот на надлежности меѓу носители на законодавната, извршна и судска власт. Решава за судирот на надлежности помеѓу органите на републичката и единиците на локалната самоуправа. Одлучува за одговорноста на председателот на републиката, одлучува за уставноста на програмите и статутите на политичките партии и на здруженија на граѓаните и одлучува за други прашања утврдени со Уставот. Со еден збор одлучува за целокупниот општествен, економски, стопански, социјален тек на животите на граѓаните во нашата држава поединечно, индивидуално, а секако и на колективните здруженија, како што се политички партии, невладини и други организации. Затоа би замолил за една широка поддршка за кандидатот за предлог за судија за Уставен суд на Република Македонија, доктор Тодор Витларов, за кој што имавте прилика да слушнете едно импозантно CV и една импозантна судиска кариера во фелата и се работи за човек кој што 40 години е во судската фела, за човек кој што има за кој што фелата има високо мислење за него, изразено преку сите овие негови номинации и избори кои што се случени во стручните тела во судството и изразено преку неговата работна и едукативна кариера за која што имавте прилика да слушнете во изминатиот период, во она што го презентирав на кратко за кандидатот. Повторно ќе кажам, жално е што ние политичарите предлагаме и образлагаме и пријавуваме и ги предочуваме пред вас, односно ги представуваме CV-ата на овие кандидати, не е добро да ние презимаме одговорност, односно за луѓе кои што ќе бидат избрани на највисоката позиција во државата, тоа е членови на Уставниот суд, кои што имаат 9 годишен мандат, луѓе кои што треба ние да го процениме нивниот авторитет и квалитет да ги представуваме тука. Затоа би побарал и добро е сите да размислиме во нареден период промена на одредени работи во начинот на избор, а тоа е само пријавување на кандидатите, само представување, затоа што сигурен сум дека кандидатите подобро ќе се представат тука, барем некој од нив или оние кои што имаат квалитет, а оние кои што треба да поминат со политичка волја, сум сигурен дека нема да можат да презентираат вакви CV-а во животот и во работењето, и предлозите да не доаѓаат од политички партии, затоа што, како што реков, уште на самиот почеток обојуваме нешто што би требало да биде неутрално, што би требало да биде во интерес на сите граѓани. И на крај, сосема на крај, би замолил за поддршка, би замолил да ги погледнете CV-ата покрај на другите кандидати и предлогот кој што денеска го презентирам за доктор Тодор Витларов, со надеж дека на крај на денот или на крај на процесот на завршувањето ќе имаме можност да имаме уставен судија од кој што сите ќе се гордееме и уставен судија за кој што пред се вие членовите на комисијата, а потоа и целиот пленум ќе има можност да каже да, јас сум еден од пратениците кој што дадов поддршка на квалитетот и на искуството и поддршката од фелата
за изборот на уставен судија, кој што ќе ме представува на крајот и денот и мене, и моите сограѓани, и моето семејство за сите проблеми по однос на уставноста и законитоста кои што ќе се појават во наредниот 10-годишен период во државата. Та не дозволиме да поставиме луѓе од кои што сите заедно ќе се срамиме, туку да оваа институција и дадеме можност во изборот и капацитетот кој што ќе ја представува да биде на нивото на задачата на која што треба да биде. Ви благодарам, очекувам подршка од сите пратеници без разлика од која политичка партија доаѓаат и затоа што избираме професионалци во фелата и луѓе кои што имаат тежина во својата работа. Благодарам.